Владата даде зелено светло за проверки во сите правни субјекти кои што се занимаваат со одгледување марихуана и производство на масло од канабис. Ова доаѓа откако беше заплената над 40 тони марихуана за кое што институциите, освен што велат истрагата е во тек, не откриваат никакви детали. За премиерот Христијан Мицкоски не се исклучува можноста за пленетата марихуана да стигне до 100 тони. Мицкоски потенцира дека во период кога се издавале лиценци, министер бил Венко Филипче, а проблемот го лоцира во правилникот. Информацијата на ТВ24 дека се истражува дали марихуаната ја поминала македонската граница како пломбирана роба, за премиерот е непозната. Не, немам такви информации. Премиерот? Не. Можете да претпоставите дека во одреден период министер таму е и Венко Филипче. Но лиценците се една работа, а втора работа е што е донесен правилник, како што е по правно ниво под законот, односно е подзаконски акт, со кој што се дозволува практично да се произведува цвет од канабис кој што не ги задоволува GMP нормите. И тоа биле свесни дека тоа ќе се случи. И ако не ги задоволува тие норми, логично е дека со неговото користење или во процесот на екстракција, маслото кое што се произведува не може да биде лиценцирано и да се најде во продажба, односно да биде пуштено во промет. Тоа било многу јасно и на тие кои што го носеле тој правилник. За председателот на опозицијската СДСМ Венко Филипче, владеачката ВМРО-ДПМН прави дефокус со тоа што таму го обвинуваат дека тој има врска со шверцуваните 5 тони марихуана. Вели дека оној кој постапил спротивно на законите треба да одговара. Тврди дека владата молчи за клучните прашања. Кој дозволил 5 тони канабис да помине граница? Тоа што оваа власт прави е цело време дефокус. Нема одговор како таа дрога ја поминала границата. Покрај сите гранични служби, царина, полиција, кој бил таму надлежен, ги гледали ли пратките, барат ли документи. Тоа се 3 камиони, шлепери, 4, колку се тие за да помине 5 тона дрога. Каква врска може да имам јас со шверц на 5 тона дрога преку граница? Ајде да молам приказни за мали деца. Институциите испитуваат дали марихуаната, роба тешка 5 тони, ја поминала македонската граница како пломбирана роба. Извор од истрагата за телевизија 24 вела дека марихуаната, пломбираната роба, не била проверена на царина, а во документите бил заведен сосема друг производ. Од царината за ТВ24 само кусо порачаа дека работат со институциите. Додека се води истрага за преминувањето на 5 тони марихуана од земјава кон Србија и за тоа како никој не ја забележал. Во Струмичко Нова село викендов беше заплената марихуана над 30 тони. Според извори од истрагата, наводниот реален собственик на ЦБД Медплант, Тони Котев, поранешен председател на огранокот на СДСМ во Ново село, не се исклучува да добие статус на осомничен. Бирн објави дека како собственик на фирмата во Валандовско Green Life е главниот осомничен Александар Мијајловик, кој засега не се појавува во информациите за истрагите на македонската и на српската полиција, ниту во мрежата на канабис производители од кои МВР викендов соопшти дека се запленети околу 40 тони канабис.